Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 8-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан. Добро вечер. Добро вечер. И Христос се роди. Навистина се роди. Да, еве мина... Ова е нашата прва емисија после Божичните празници. Да, ова е нашата прва емисија после Божич. Како се падна парката? Да, после кој знае колку години кај мене. Не знам дали има повеќе од можеби 2-30 години. Оваа година. Па добро, нека ти ја со среќа. Благодарам. Оваа година ќе биде ова е значи втора наша емисија во новата година. Повторно почнуваме уште една тешка, напорна година за нашата држава. И се чини дека последниве 3-4 поред, па ако не и повеќе, веќе се чини дека секоја може да и биде последна. Да. Но Господ тоа го одложува да биде последна. Да. Ни дава шанса. Да. Сега тука може да баш тоа може би да го дискутираме, дали не измачува или да ни дава шанса да се избавиме од нашите грешки. Да, мислам дека ни дава шанс. Па тоа е оптимистичкиот начин на гледање на Зошто велам така? Бидејќи се случуваат големи промени во светот. Да. Македонија 90-те години кога се одели од Југославија под наводници, беше приморана на таков чин, не од внатре што сакаше да се направи, да се отцепи од Југославија. Да. Така да и сега, овие случувања кои тргна од Америка, од Трамп, која зафати Европа, веќе Италија, Австрија, Полска, Унгарија како еден столб на тврдокорниот национализам. Национална држава, не национализам, во лошата смисла, него во она која ја брани нацијата и тоа е единствен начин да обстои нацијата. Сега Германија наред да се случи тоа во Германија. Франција. Да. Добро, сега ова е прв пат по новата историја, односно по опширната историја. Одиме дури од римските времења, па дури до денешен ден, кога Македонија се наоѓа во една прилика да учествува во озбиднувањата кои се случуваат во Европа. Значи, за време на Турско, па дури и за време на населбата на словените на Балканот и за византиското време, веќе Македонија почнува да не учествува во озбиднувањата кои ја зафаќаат Западна Европа, останатиот дел на Европа. Но еве сега имаме прилика и ние да се приклучиме во тие збиднувања. Во 90-те години се случи распадот, колапсот на комунизмот, распадот на источниот блок, но се чини дека тоа некако се било некоја една голема драмолетка. Да. Па еве денеска една ќе не биде малку послободна тема на разговор, меѓутоа би била темата, еве ја загонетнавме дали ова ќе биде последна година на Македонија, што е она што треба да се направи да опстои таа држава и кои би биле изгледите за натаму. Денес снимаме значи на 9 јануари, требаше да се случи гласањето во парламентот за отпочнување на усвојувањето на уставните измени. Да, на уставните измени. Не се случи поради сега некои ценкања кои што повторно мислам дека се некои драмолетки. Но да започнеме првин со едно прашање од наш гледач. И со тоа ќе пријател. Да, и со тоа ќе мислам дека ќе отпочнеме дискусијата. Прашањето гласи некако во смисла на, демек, што ни е финтата со овие емисии? Сакаш да почнеш ти или да почнам јас? Јас да почнам затоа што јас сум иницијаторот на овој проект. Меѓутоа, ова е само една еволуција на сето она што го работиш ти од, па ајде да почнеме
претходно со сајтот на Македонскиот информативен центар, па пред тоа со форумот Котле и сајтот Котле на кој што има дел за колумни. За колумни, да. Па претходно она што го работеше по форумите. По форумите. Па претходно на тоа она што го објави во македонските медиуми пред да заминеме од Македонија. И пред тоа твоите обиди, односно твоите потфати финансирајќи ги дело и глас. Да. И истовремено обидите да се формира и Република, да, и истовремено обидите твои да се формира радио-телевизиски канал. Да. Мојата идеја за цето ова, посебно за овој проект, со видео подкастов, е од смисла на, па јас би рекол пропаганда. Нема зошто да се плашам од тоа, затоа што секој збор е пропаганда, да, секој глас е пропаганда. Да. Мислам дека ова е можеби најефективниот начин на кој што можеме да допреме до најмногу луѓе. Мислам дека македонците страдаат од една како да речам, од еден недостаток, еден дефициент карактерен кој што ги ограничува во нивната љубопитност, посебно кога е во прашање читањето на книги, проучувањето на работи. Многумина се жртви на системот на образовниот систем кој што не ги научил да трагаат, да чепкаат по работи кои што се скокотливи. Па затоа сметаме дека ние како непријателската диаспора, како непријателската имиграција на режимот, наша должност е да она што ние го осознаваме и кое што го гледаме од една подалечна птичја перспектива, да го пренесеме на нашите сонародници таму. Особено јас во последниве 2-3 години мојот интерес исклучиво станува на глобалните и историски прашања и се помалку можам да ги следам дневните случувања во Македонија. Меѓутоа типа од друга страна си поврзан повеќе заинтересиран за дневните збеднувања. Сега прво сакам малку да направам една исправка. Да. Пропаганда да ја води власта и заедно со службата. Ние сме контрапропаганда. Да, ние сме контрареволуцијата. Да, и контрапропаганда. Да. Бидејќи ние со нашите досегашни писанија, повестници на нашиот сајт, на колумните, ги разбиваме лагите кои ги пласира. Еве сега со овие неколку емисии кои ги направивме преку гласот на Слободна Македонија, разбиваме лаги, разбиваме пропаганда. Да. Емисијата на Литовски и Јордановски беше пропаганда од најдолем вид. Да. Гебелс може да позавиди на такво Андов. Исто така. Да. Се е тоа една тешка гебелштина, што би рекле. Пропаганда од најдолем вид. Бидејќи тие луѓе никогаш не одговарат на критиката која ќе упатиш, уствари не критика, него која ќе укажеш на работите кои не се точни во нивните излагања. Тие бегаат од полемика, бегаат од дискусија. А човек кој не ја говори вистината, само тој бега од полемика. Што кажал Шопенхауер? Ниедна вистина не се плаши од друга вистина. Да. Секоја лага се плаши од се. И затоа, еве, на мојот пријател, Facebook пријател, мислам дека му објаснивме што е поентата. Да. Пред би го споменал, го заборив, а сакам него да го и ќе направиме нова емисија за него, за свиркачот Ѓорѓи Лазаревски. Да. Тоа е тоа беше прва наша ваква од ова форма емисија, но не
оволку долга. Ние тогаш се плашевме да направиме подолга емисија, бидејќи Да, па тогаш и се уште ја немавме сета за ова техника. Да. И не донесовме одлука дека ќе правиме нешто вакво. Да. Ти не ме натера Да. на вакво нешто. Така да мора да се обработат интервјуата на Ѓорѓи Лазаревски. Да. Во нив се содржи целата, кога ќе се заразобиш од тие интервјуа, со докази, со сите негови искажани зборови, ќе се прикажат во јасна форма. Во форма дека се надвор од законот, зошто тие изјави не се вистинити, зошто подлежат и на кривична одговорност. Да. Тогаш ќе им стане на луѓето јасно кој стоел за прислушкувањето. Да, еве и господинот Лазаревски му беше понудено и нему прилика да се да ја искаже својата страна во однос на тоа наше видео. Тој беше увреден затоа што во видеото зборуваме дека лаже. Меѓутоа и тоа го искористи како изговор, ете, вие ме навредувате и затоа нема зошто да дискутираме. Меѓутоа, за мене тоа е еден предизвик. Ние намерно употребивме таков речник за да го предизвикаме. Мене ако некој ме навреди така, јас ќе излезам на дуел да докажам дека тој што зборува така за мене, дека тоа е лажово. Точно. Тоа е значи тоа е менталитетот кој што сакаме да го наметнеме. Значи да го заокружам она што мојата идеја е, мислам дека всушност конечно ја сватив твојата идеја, она што ти го работиш сите овие години, дека ние како политички дисиденти и како политички бегалци сме должни да продолжиме да делуваме за македонската кауза. Точно. И наша должност е да ги осознаваме работите и да ги шириме во македонската јавност. Многу од овие работи кои што еве во последните 2-3 години, па и подолго уште од самиот почеток на форумот Котле, многу работи историски кои што излегоа, не ги знаевме ние. Ние не влеговме со таа идеја ние да шириме некаква си пропаганда во таа смисла. Нашата замисла за пропаганда е контра УДБА. Додиме против УДБА да ја разбиеме УДБА. И сега, мојот пристап е да почнам од некаде. И обично почнувам од крајот и самата истрага ме води да одам се понаназад и понаназад. И започнав на проектот за книгава која што веќе ја зборуваме пред 2,5 години во есента 2016. Тогаш мислев дека книгата ќе ја завршам за 3 месеци. Да. Меѓутоа, кога почнав да пишувам, се некако ми делуваше дека чекај, уште нешто не ми е јасно, уште нешто не аргументот не ми чини, некои работи фалат, треба да се докажат, можеби нешто има, некоја моја претпоставка која што е можеби точна, можеби не е, но фактот го немам, па мора да го проучам и така, почнувајќи од идеја да напишам книга која што ќе биде малте не книга за 90-тите години во Македонија, па која што се прошири на 45-та до 2000-та, па сега морав да проучам зошто тие, значи зошто тебе те обвинуваат дека работиш за бугарската амбасада, за бугарската држава, кога никакво такво нешто јас во животот не сум сретнал во домашното воспитување. Требаше, значи, да проучам зошто овие од 45 до 90 биле обвинувани дека биле тие бугараши, Ванчо Михайловисти, па морав да видам што пишувал тој Ванчо Михайлов и каква идеја застапувал тој, па морав да видам зошто тој тие негови идеи ги застапувал, па се вратив сега, значи, конечно се враќам на доаѓањето на словените на Балканот и на античката историја. Така да, ако некој сака да направи нешто сериозно, мора да направи длабоко и студиозно проучување на проблематиката. Да. Тоа
Ко правиш ти? Купивте еден куп книги од зборам за за настанието од 90-та навака, од Лорд Овен, од Ричард Холбрук, од Везли Кларк. од Купивме еден куп книги за Југославија, ова За е за Југославија. финансирањето на Титовиот режим. Навлеговме во архивите на ЦИА. од Геншер, имате еден куп службени белешки од ЦИА, Да. Од Удба овие од книгите. Удба, тоа да не збориме. Така да, И сега се обидуваме сето тоа да го пласираме на македонската јавност, за да и дадеме на неа прилика за да постапи исправно во овие критични моменти кои што следуваат. она што не го знаевме ние 90-та година, Токму така. и каде ги направивме грешките од незнаење, Да. од она што немавме искуство, да не се повторат повторно на генерацијата која се надевам ќе го оствари сонот за самостојна Македонија. Да. Вистински самостојна. Бидејќи, додовме скоро до ова е, ако не се случат некои чуда господови, Македонија е пред распад. Да. Но ќе зборуваме понатака. И певе сега, ти започна прегеска со овие работи што се чуваат денес, со Трамп, со Франција, со Италија и така натаму. Интересно е што некои од овие процеси започнаа во Македонија. Да. Шареливе револуции, едно друго, па дури и може да се каже до некаде, сега да не му давам некое преувеличено значење на Груевски и на тие околу него, но некој дел од тој национализам, дел од тие сукоби, посебно поради тоа што се случува, поради тоа што тие веќе се соочуваа со шарените соросоиди, Да. тие мора на еден начин да навлезат во она што доаѓа. Доаѓа, да. Меѓутоа, вистината е дека овој процес кој што сега се завршува, оваа фаза на тој процес започна во 92 година кога во Македонија дојде Сорос. Да. А целиот овој процес е всушност окончување на Версајскиот светски поредок. Да. Многу мина сакаат да зборуваат за новиот светски поредок, демек ова од времето на Џорџ Буш постариот, со таа негова изјава. Не, ова е светскиот поредок кој што постои со мали измени, мали шминки, кој што постои од 1918 и кој што сега му се навршија 100 години. Еве сега овие месеци ќе се навршат 100 години всушност од потпишувањето на Версајскиот систем на договори. Сега, значи, тогаш македонците во 912, 913, 915 постапиле на еден начин кој што дури и Стојан Христов, кој што многу го често го цитирам, тој во 34-35 година го поставува прашањето дали можеби погрешија македонците што во Балканските војни и во Првата светска војна се ставија себе си на страната на Бугарија. Ја ставија целата нивна машинерија, целата, значи ВМРО, всушност, дали тогаш погрешија. Значи, тогаш македонците влегуваат во тие збиднувања полуслепи. Во 44-45 сосема слепи. Во 92 слепи во темница и играат пикадо. Пикадо. Има една, мислам дека зборував во една емисија за тоа, дека уште 80-ти, на почетокот на 80-тите години, СИА издаде еден документ во кој објасни што ќе се случува на Балканот и дека тогаш не беше ни Трамп, не беше од тие години, дека мора Во која година? 82. 82. Дека ЦИА во тоа време била уште независна
не била под капата на Сорос. На Сорос, да. Тоа се случува во 90-тите години. Да. И тие предвидуваат дека ќе има војна на Балканот. Да. Војната ќе биде за да се исправат версајските неправди. Што е версајска неправда? Глобализацијата, да, мислам, една, како да ја кажам, ова што се случува денес. Да, едноставно ставањето на известни народи под раководството на други, На други, на други, во една во еден нечестен сооднос, при тоа сето тоа врзувајќи го со светскиот овој банкарски систем на хартиени пари, на пари без вредност. Да. И тоа е она што во Македонија никој, ни една власт, нити она комунистичката, што била тогаш 82-3 година, Издржниот совет, нити се заинтересирале за тие извештаи, за тие планови на ЦИА. Ниту кога да е Клигоров на власт го интересираше такво нешто. Ниту 98-9 кога беа преговорите во Рамбуе, кога тоа го повторно Холбрук, дека мир на Балканот ќе има само кога ќе се решат версајските неправди. Сега, наместо да се решат тие балкански неправди, се чини дека тие само повеќе се зголемуваат. Еве ова што се случува во Македонија денес е еден извонреден случај, пример. Да. Значи што имаме? Од една страна имаме Грција која што инсистира на промена на името и идентитетот. Да. Од друга страна ги имаме албанците кои што се наметнуваат како надвладеачка класа. Значи токму на што го рековме што е проблем со версајскиот систем, тоа се случува сега во суверена Македонија. Па не е суверена, тоа е проблем. Да. Бугарите од трета страна инсистираат со еден, би рекол, аутистички пристап кон македонското прашање и тие само знаат, тие имаат како некој вирус компјутерски кој што ги како покварена плоча само повторуваат една иста вие сте бугари, вие сте бугари, вие сте бугари. Има, точно е дека има некој дел од историјата, сериозен дел од историјата во кој што треба да го проучат македонците. Секој нормален, секој чесен и кој ја почитува науката и историската вишина, тоа не го спори. Да. Тоа е неспорен факт. Дека се изразувале како македонски бугари, имале бугарско чувство. Крај. Да. И тука тоа никој не го спори. Да, црквата била бугарска и тоа не е ништо спорно. Меѓутоа, има безброј случаи каде што, например, американците биле британци пред да бидат американци. Канаѓаните биле британци пред да бидат канаѓани. Значи има примери кои што во историјата и во светот кои што може тоа да го покријат. Меѓутоа, значи има некоја друга причина зошто овие бугари, наши наводни браќа, постојано играат на таа карта. Сега, од четврта страна стои нашиот сосед кој што молчи, а кој што е всушност оној сосед кој што има најсериозни претензии над нашиот простор. Тоа е на Бардарска Македонија. Да. И тоа што игра, затоа што во играта други некои играат за него сега. Да. Други играат не сега, играат од 45-та навака за него. Па и порано. Добро, порано, тогаш била јавна окупацијата. Да. Тогаш била Македонија била окупирана од Југославија. Да. А не, некои други, например, за ова зборувавме и во друга емисија, ова за Ванчо Михајлов, например, Бугарија од 34-та игра за Југославија. Да. Тоа да не одиме натака. Меѓутоа, ова се работи кои што треба да му се познати на македонскиот народ, за да знае како да пристапи во овие моменти. Не знам колку пати е зборувано и напишано. Посебно од мене. Да. Но луѓето уште
Не може да се отргнат од пропагандата, која И сега, уште една работа во оваа пропаганда која што ни се наметнува, а која што ја осознавам преку преводов на книгата на Brailsford Македонија и нејзините народности. Албанците, и ова што се случува деновиве со албанците и нивното наметнување на нивната надвласт над македонскиот ентитет. Не од денес, не од... Впрочем, и оно што се случува со грците и нивното инсистирање на овие процеси за името, за едно друго. Доколку честно ја проучуваме историјата, ќе разбереме дека ова не е ништо ново. Дека ова се случува со векови наназад. Меѓутоа, нашиот режим, нашата власт не разоружува, додека другите се наоружуваат, не разоружува со лажната историја, со фалсификуваната историја. Денес на Facebook овие денови видов дека некои мислења дека ете доколку ова што требаше се случи денес, за промената на уставот, дека тоа ќе биде фалсификување на историјата. Не, ние живееме со фалсификувана историја. Еден од најголемите фалсификати во македонската историја е улогата на албанците за време на турското ропство, особено за Илиндското востание. Албанците во Македонија плячкаат, силуваат, тие се оние кога мислиме за пусто турско и за турските злостори во Македонија, всушност зборуваме за албанците. Турците биле сосема оние кои што живееле во Македонија, етничките турци. Биле селани како и другите селани. Имало некои граѓани. Меѓутоа, оние кои што биле разбойниците, оние кои што биле плячкашите, оние кои што биле даночниците, тоа биле албанците. Башибузукот воглавно бил составен од албанци. Имало и турци во Башибузукот. Меѓутоа, воглавно тоа зборуваме за албанци. Офицерскиот персонал на не само во турската војска, туку посебно кај на султанот, во неговата палата. Зборуваме за албанци. Некој свесно ја сокрива таа историја. Бидејќи Крушевскиот манифест е најеклатантен пример дека некој сакал да не ја знаеме вистината. Свесно, како да свесно трасирал пат за ова што се случува денес. Па сега, тоа е она... Знаеш, ти веќе, мислам дека устата ти фати пена, веќе 20 и кусур години, веќе годинава ќе биде 20 години од твоите текстови во Фокус, кои што беа последниот каталист за нашето заминување од Македонија. Во првиот од тие текстови, мислам дека беше, ти ја опиша состојбата која што постоеше во Куманово тогаш, со политичките назначувања на Драган Даравелски и Доста Димовска, односно кадровските назначувања, и резултатот кој што произлезе од сите тие дејства, односно комплетната неспремност на македонската полиција и разузнавачки апарат за она што ти очекуваше дека ќе се случи и се случи 7-8 месеци подоцна. Па јас година и кусур. 2001 се случи. Ова 99. Да, така, 2001. Јас таму јасно напишав. Не смеев да напишам дека ќе има војна, бидејќи ќе ме прогласеа за луд. Или ќе те гонат за заговор некаков. Или за ширење на паника. Тоа ќе беше една убава можност да ме апса. Јас таму напишав дека изборот на началникот на полиција не соодветствува на предизвиците кои ќе следат. Појасно не може да напишам. Да кажам се, а повторно да не споменам војна. Да. И тоа стои како документ во тој Фокус. Тој Фокус го чува. Сега. Ајде, вака.
деновиве читав едно интервју на докторот професор по правни науки Димитар Апасиев, човек кој што бајаги се, да не речам, се прослави во изминативи неколку месеци со неговата стручна анализа. Кои беа стручни, сосема на место. Оно што треба да го прави секој доктор по некоја наука. Да. Значи, во таа смисла можеме само да му симнеме капа на човекот, извонредна работа заврши и ова што сега ќе го цитираме, не би сакал да се земе како критика кон него лично, бидејќи овие работи кои што ќе ги дискутираме се едни генерални ставови кои што често, ако не и постојано, се вртат во македонската јавност и не е битно кој ги изрекува. Да. А тоа е прашањето за кој би требал да управува со Македонија. Каков човек треба да биде идниот председател или идниот премиер на Република Македонија. На тоа прашање докторот Апасиев вели вака: за личноста на владетелот пак има многу што да кажам, но би ми требало повеќе простор. Првенствено тоа мора да биде лик со личен углед, со личен и професионален углед и кредибилитет, а не некоја партиска многоучена ветрушка. Неподмитлива, принципиелна и морална личност која ќе се бори против корупцијата до последен здив. Оти корупцијата е таа која го разјаде и сруши нашето општество, ги урниса вредностите и ги натера младите и старите да бегаат во диаспората. Бидејќи подобар живот во посредените системи кои функционираат темелејќи се на знаење и принципи, а не на непотизам, врски, мито и клиентелизам, фаворизирајќи ги неспособните и не казнувајќи ги корумпираните. Се извинувам, барајќи подобар живот во посредените држави. Значи, како што реков, во оваа негова изјава нема ништо невообичаено, тоа е она која што било кој македонски политичар би го искажал. Понатаму тој нешто на одговор на друго прашање тој рече вака: политиколошки гледано Македонија сега живее во тиранија. Според сите политички и правни теориски и практични карактеристики на овој октруиран и најштетен облик на владење, односно доминација на приватните и бизнис интереси, арбитрарност на влаштодржците и постоење на страховлада, напната и нездрава заверничка атмосфера, некадарна администрација составена од климоглавци и потеминковци. Тоа беа одговори на две различни прашања, меѓутоа многу поврзана работа. Да. Што е проблемот со ова мислење, со овој менталитет, дека ете, ни треба само лидер кој што ќе биде чесен, добар човек, со здрав карактер и тој ќе ни ја заврши работата. Нели е тоа многу слично со она, еве ќе дојде Трамп, ќе го смени Бејли, ќе дојде не знам кој Вујчо од Америка, некој во старите времења било ќе дојде Франко или ќе дојде Дедо Иван од Русија, ќе не примат во НАТО, ќе не примат во ЕУ. Да. Па исто. Што фали тука? Фалат луѓето. Граѓаните фалат. Граѓаните треба да го сменат менталитетот. И треба да тие да бидат да диктираат, бидејќи власта е слуга на народот. Значи, например, ако некој човек не видел кола во живот или не видел авион, Да. и да го ставиме пред Boeing 747, пред U2 и пред, да кажеме, рабаџиска кола. И да му кажеме да го одбере ловецот F-16 да одбере. Да. Меѓу тие три работи. Кај знае што да одбере тој? Значи, треба самите, како што рече, самото граѓанство треба да градиме здрави граѓани. Да ги научиме граѓаните да изградат критериум за избор на
Да. А тие критериуми можеш да ги изградиш само доколку ти ги поседуваш тие квалитети. Пред некој ден читав една објава на еден од постарите ВМРО-вци. Беше председател на Совет на град Скопје долги години, Миле Струја. Ке ми се извини, така го викав ми, така е познат, бидејќи беше електроинженер. Затоа беше Миле Струја. И партијата распиша конкурс за избор за кандидат за председател на државата. Тој пишува во тој негов Facebook статус дека и тој би се кандидирал, дека тој најмногу заслужува да биде избран, бидејќи има искуство, бил толку години бил председател на Совет на град Скопје. Сепак има еден чист ВМРО-вски стаж. Јас за него не сум слушнал за некоја афера или човекот да има некакви балканици зад себе. Така да е вред да се таков човек да се кандидира. Но проблемот кај е? Проблемот е што сега ако партијата заговара недемократски избори, внатре во партијата, таа партија не може да спроведе демократски процеси во државата. Како тоа ќе го избира на конкурс кандидат за председател на држава, или кандидат за председател на партија, или кандидат за председател на општински комитет. Па го веде Груевски, тоа е најголемата глупост. Тоа е умртвување на демократијата. Тоа е менталното да се загуши менталното напредување на луѓето во сфаќањето на демократијата. Да. Затоа што сега да го доведеме до крај би било до неговиот логички крај. Значи да го изберат овој човек група од еден кабал од 5-6 души во врвот на ВМРО. Тогаш на кого ќе биде верен тој човек? Па се знае на кого. За разлика од ако го избере целото има тука членство на партијата. Уште од 90-те години, кога почна 89-та, кога почна веќе најава на промените, дека ќе се случи повеќе партизан, падна комунизмот, ми падна во раце една одно книжгиче која зборуваше за американскиот начин на избори и за американскиот даночен систем. Мислам дека го прочитав тоа книвче 10 пати. Ми беше сатив колку е се многу едноставно. Да. Дека ниту даночниот систем е некоја не знам каква голема наука, ниту пак демократијата е нешто што е неостварливо и дека треба не знам какви умови да ги пишуваат законите и уставот. Не. Американскиот начин на избори е зборам за председателски избори, а тоа треба да биде во Македонија една пракса. И тоа го напишам во последниот, во еден од текстовите кога реков дека веќе треба да се прекине удба да го бира председателот на ВМРО ДПМН. Треба да го избере членството конечно. Значи, секој општи комитет ќе прими од своји членови пријави дека сака да се кандидира за председател на општинскиот комитет, за председател на партијата, за председател на државата, за пратеник. И тоа е најнормално. Како прават американците при избор на председател? Внатре во партиите има 13-15 кандидати. Да. Секој води своја кампања, секој оди пред самиот електорат внатре во партијата. Да. И добива поддршка. Да. И отпаѓаат со како одат по изборните единици, по државите сега.
кај нас се зборам за КНС, како би оделе по изборните единици, кај нема да добие поддршка, тој испаѓа. Да. Многу просто. И тој ќе биде одговорен пред граѓаните. Пред тие што го избрале да биде кандидат. Да. Зошто сега пратенициве се однесуваат вака? Да. Се продаваат за пари. Еве сега баш интересна паралелава. Трамп ја затвори делумно, ја затвори администрацијата сега во Америка. Затоа што тој инсистира на спроведување на едно од неговите изборни ветувања. Да. Ставање на граничен зид, зид. односно зајакнување на јужната граница на САД. Во Македонија што се работи? Никој го не го интересира што ветил во предизборието одредена партија. Тоа се заборава со денот кога завршуваат изборите. Се прават коалиции, чисти пазари. Се до вчерашни непријатели стануваат коалициони партнери. Во прашање се парите. Да. Народот како да рече тоа да го види. Сега не гледаме што прави владата на Заев. Ваков дрско плячкање, озаконето плячкање, делење на тендери на сопруги, на заменици на министри, на пратеници. Тоа е нонсенс, па тоа за тоа се оди во затвор. Делење неповратни пари на луѓе блиски до власт за иновации. По 200, по 300, по 500, 400 марки, евра. И сега, дали е... Еве, малце ќе скокнеме, па ќе се навратиме повторно на овие теми. Ова што случува во Македонија е навистина крајно без нити срам, нити перде. Но тоа е, Дали ова заслужува, да? Тоа праќа една многу друга, многу јасна порака. Ваквото однесување е показ дека власта и мнозинството во парламентот се свесни дека тие ја поништуваат државата и се оди во една дрска плячка. Никој не одговара за ништо. Бродот тоне, стаорците бегаат. Дај да украдеме што можеме да украдеме, да земеме што можеме под наводници, викам законски, затоа што тендер. Еве сега поседен овој Макадури. Да. Жена му добила 90.000 евра тендер. Па вика да, ама таа е добиено друго министерство. Не, тоа е твоја жена, твоја сопруга. Не може таа, затоа што ти си дел од власта, да учествува на тендери. Да. И тука е крај. Значи, она дрско однесување на тие што добија тие пари што ги добија за иновации. Тоа е така да се однесува некој овдека. Тоа нема да е 3 секунди веќе во власта, не повеќе. И мислам дека сигурно ќе одговара и кривично. И сега, значи имаме еден систем во Македонија кој што е одамна разработен на систематско распарчување на државата, распродавање на националните интереси, распродавање на националните вредности и на како се викаше на друштвената Обштествена собственост, е така. Знаеме дека судовите не функционираат, знаеме дека ете и законодавниот дом веќе не функционира, се за никаде. Деновиве се појавија повици за протести, кои што денес први као започна, но имаше и малку поинтензивни повици од некои за вооружен отпор. Дали е тоа легитимен начин за барање на правдата? Ми изненади, право да кажем, повикот на професорот Игор Јанев и ќе го прочитам неговиот. Сметам дека во одредени моменти во историјата на еден народ не е доволно
да една национална борба за слобода на еден народ или нација да се користат само институциите или правото. Туку многу повеќе од тоа. Во овој момент, кога право и се извинам малку кога право и уставниот поредок се скршени, а државата ефективно окупирана од ненародна власт, останува на народот само ослободителна војна против марионетската и предавничката власт, чија цел е бришена на државноста и националниот идентитет и слободата на македонскиот народ. Да се повикува на вооружена борба денеска Добро, да те пресечам тука. Дали си ти пацифист? Дали веруваш дека не постои прилика во која што силата е легитимен начин за доаѓање до правдата или до посакуваните цели? Ова нема врска со пацифизм. Јас војна кога се браниш од непријател одбор мора да се војува. Велиме дека Македонија е под едно вазалско управување од страна на Србија, има Грција, има дел на Македонија, Бугарија има. Ама србите не се на власт во Македонија. Тие ги нема во ниједна институција. No. И сега јас би рекол дека има моменти кога е исправно да се крене на нога, меѓутоа таквите моменти се многу ретки. Може би единствената таква револуција, легитимна револуција која што успеала е Американската револуција. А тоа е едноставно оттргнување на една власт која што веќе е една далечна власт, која што народот не ја смета за легитимна, меѓутоа народот веќе тука зборуваме за еден изграден народ со изградена култура на правна држава, значи знае веќе кај ќе оди тој народ. Овдека е Македонија сосема, јас ќе го прочитам одговорот на ова. Да. Почитувам професоре Јанев. Македонското решение на проблемот заради спецификата не може да биде во масовни протести или во ослободителна војна против марионетската и предавничката власт, бидејќи тие секогаш ќе бидат контролирани од службата. Значи, македонскиот проблем може да се реши да го реши само поединец. Кога велам поединец, тоа значи поединец, што значи никој да не знае што подготвува и што ќе изврши. Зошто? Малку да го дообјаснам. Ние во Македонија, според признанието на Богоевски, високиот функционер на СДВ и човек кој, бидејќи службата од 91 работила за српски интереси, продолжи да работи за српски интереси, е дел од тој апарат. Да. Иако денеска е наводно пензиониран, и сад тој е дел од длабоката држава, од заробената држава, од водството на заробената држава. Тој вели дека има 350.000 соработника службата. Јас, по моите пресметки, кои гарантирам дека се 99,9% точни, има околу 500.000 соработника. Колку гласа доби, колку луѓе наводни гласа за ова промената на името, референдумото 30? Кој ќе одбиеш оние фалдењето на кутиите. И затоа што ако ги земеме тие 350.000, треба да ги додадеме и нивните семејства. Сега сакаш да организираш протест. Да. Секој договор за протест пропаѓа. Да. Ако не е во интерес на службата. Да.
Значи, ако службата не решила да го руши Заев, нема масовност на... Да. И Значи, тогаш ќе се случи... Како може да се организира сега, ова што го војна, да се организира воен суд, да се организира воени единици кои треба да се тренираат, да се вооружат, да се обезбедат за нив логори, од каде ќе действуваат. Тоа е една пресериозна работа да се направи во една држава која има толку многу соработника. Да. Прво Македонија е толку мала да кај ќе организираш логори кои што не може да ги видат со еден дрон или со едно прелетување на У2. Значи, повторно Јанев, јас го почитувам неговото професорско знаење, не го спорам. Сега збориме за нешто што надвор од... Да. Збориме за принципот затоа што овие прашања се наметнуваат од време на време. И денеска прочитав уште еден негов статус, или сиреќа, по кој вели дека мора да се забрани комунистичката партија на Македонија. Жал ми е што професорот Јанев не ги читал извештаите на Венецијанска комисија. Да. Не ги следи борбите на другите држави за ослободување од комунизмот. Зборам за државите на Варшавскиот пакт. Ние преку нив требаше да учиме како да го рушиме комунизмот. Да. Но ние дозволивме еден Андов да не наметнува закони како да се ослободиме од комунизмот. Еден Тито Петковски да биде, или една групата осуминна, кои биле длабоко... Сите луѓе кои што требаше да настрадаат од лустрацијата. Да. И сега, ја спомна Унгарија како држава која што е столб на национализмот денес, меѓутоа уште поздрав столб според мене е Полска. Полска е, значи, ги одврати. Полска е она која што ја спасува Европа од турците. Да. Полска е она која што ја спасува Европа од комунизмот во 80-те, 90-те години. И денес таа е она која што го спречува овој глобалистички порив кој што се обидува да комплетно да наметне својата идеологија. Што се случува во Полска? И Полска има проблеми со лустрацијата. И на Полска Европската унија и прави обструкции да спроведе лустрација. Ама спроведе. Но спроведе, да. Значи, кај што има волја, има начин. Ова што се случува денес во светот е истовремено една кулминација на двете револуции кои што се случуваат во 18-тиот век. И затоа ја спомнав Американската револуција. Таа револуција потекнува од британскиот систем, односно од британскиот менталитет, кој што е граден на основата дека човекот ги има сите права. Да. Американскиот, тоа е Магна карта во најкратки црти, тоа е суштината на Магна карта, дека човекот ги има сите права. Американскиот устав оди чекор подалеку и вика дека државата не смее да ги чепка тие права. Впрочем, сите права. Од друга страна, значи 776-та, 789-та се случува Француската револуција. Во Америка имаме револуционерна борба слична на она на ВМРО против турците и потоа против србите. Имаме сепак Америка станува веќе свој ентитет и тие ја отфрлаат надворешната управа. Во Франција имаме внатрешна револуција, односно она што се бара да се случи во Македонија сега. Резултатот на Француската револуција е трагедија за Европа. Трагедија со која што живее цела Европа и од која што Франција се уште се нема повратено. Франција е била број 1 држава во светот пред револуцијата и никогаш од тогаш се нема повратено на тие позиции. Американската револуција е револуција на слободата. Француската револуција е револуција на социјализмот. И
тука се случува токму онака што реков, што го наговестуваат некои од овие луѓе што сакаат протести, што сакаат вооружена борба, а тоа е една бркотница, еден општ колеж во кој што не се знае кој ќе излезе прв на крајот. Проблемот, суштинскиот проблем е тоа што се уште во Македонија не постои граѓанин. Сега, во мојата божична порака, јас го реков следново. Човекот бил осуден да талка во маглата на незнаењето и неукоста, да кука и да плаче дека животот е тежок и безмислен. Верувајќи во сето она што неговиот ограничен ум му сугерирал дека е вистината, се до доаѓањето на Синот Божи Исус Христос и документирањето на неговото свештенство во Светото Писмо. Зошто на македонецот му се случува оваа клетва, која што тој постојано се прашува, зошто сме ние проколнати? Имаше едно време една легенда дека цар Самуил ја проколнал Македонија кога ги видел неговите ослепени 15.000 војници. Се чудиме зошто сме ние проколнати. Никој не проколнува. Туку сме слепи од алчноста по лесниот живот. Во Македонија нон-стоп се кука дека животот е тежок. Па добро сега. Имам прошетано малку низ Централна Америка. Имаме живеано овдека како новодојденци, како азиланти, без скршена пара. Ни се случија некои трагедии на семејно ниво. Имаше тешкоти, меѓутоа, во Македонија животот, да погледнеме во Африка како е животот. Да погледнеме во некои азиски држави како е животот. Па таму има места каде што има држави каде што нема ни канализација. Да. Значи, животот може да биде многу потежок. Но македонецот постојано кука дека животот е тежок, зошто си ме мајко родила, со маки сум се родил и така натаму. Проблемот е во тоа што преовладува менталитетот дека животот треба да биде лесен. И затоа поминуваат овие лаги на Заев и на Тевдо Данска, дека ќе плаќаат плати од 500 евра, дека ќе донесат на Груевски оние неговите сечење на црвени ленти, дека ќе влеземе сега во ЕУ и во НАТО и се ќе се реши. Затоа Југославија беше така, уште плачат по Југославија. Затоа, впрочем, и словените дошле на Балканот, затоа што тогаш тука било Калифорнија. Балканот бил еден од најразвиените региони на светот. Да. И сега повторно се случува истото како што кога словените дошле на Балканот веќе задоцнеле на забавата и го упропастиле она што го затекле, сега влегуваме во ЕУ и во НАТО во нивните последни денови. Да. Или се надеваме дека ќе влеземе. Значи, што е она? Јас не случајно истакнав. Човекот бил осуден да талка, се дури не дошла поуката од Исус Христос. Македонците се покрстени уште во 9 век. Некои од нив веќе почнале да се покрстуваат и дотогаш биле покрстени. Меѓутоа, со 9-тиот заклучно 9 век Македонија станува христијанска држава. Христијанска нација. Каде е проблемот? Но колку сме вистински христијанска нација? Ние христијанинот знае дека маката е дел од животот. Тоа е зошто Исус се распнува на крст. Сега што е мака? Работата не е мака. Работата е задоволство. Да. Ти дава значење во животот. Ти дава значење да твориш, да ствараш нешто. И продавање на семки е, ако направиш добри семки, ако муштините ти се задоволни, и тоа е успех. Да метеш улица е работа која задоволува, која те прави голем. Ако секој комшија, секој што живее на улицата ти каже, браво, многу е убаво света на улицата. Значи, не постои работа која не е задоволство.
Нас не учи од мали носе, комунизмот не учиш од мали носе. Учи за да не работиш. Работата беше најанатемисаното нешто. И нормално, ако на мене ми е всадено в глава дека не треба да работам, да се подсмеваме на секој што работи нешто, на секоја работа да и најдеме подсмев, сем на она да бидеш чиновник, да работиш во државна администрација, или во фабриките да бидеш во администрацијата, да клатиш врата да земаш плата. Односно да бидеш службеник. Да бидеш чиновник, не службеник. Тоа беше Службеник. Тоа е, впрочем, да бидеш службеник. изразот, јас го говорам, тој израз од тоа време. Да. Што работаме чиновник сум. Ако е тој портир во општината, ама тој е чиновник. И тука е сега на Апасиев лошата улога и на неговата левица. Тие повторно го замајуваат народов дека некој ги експлоатира, дека тие кога работат за некој друг. Не бе, работиш за себе. Толку ти вреди твојот труд на пазарот. Ако си вреден работник и ако си чесен во работата, ќе најдеш работа на друго место. Но, ти затоа што не сакаш да работиш, некаш долно ми си 200 евра, ама не работам колку треба да работам ни за тие 200 евра. Во времето кога јас работев во фабрика, имаше еден израз. Не може да ме платиш толку малку колку што јас можам малку да работам. Тоа е сликата, тоа е јасниот однос на менталитетот кој го има во глава. И сега нон-стоп се води битка не против системот. Сега левица веќе го критикува Заев. Да. Го критикуваше Груевски. Да. Очекај. Што се сменило од времето пред 90-та со времето после 90-та? Што се смени? Тие како левица се повикуваат на социјалистичкиот режим, на социјалистичката република, и тие како левица, мислам, барем од она што го имам среднато за нив, тие немаат проблем со режимот до 90-та година, со системот до 90-та година. Не. Тоа е добар систем. Тие плашат по Тито. А кршењето на човековите права, основата, оневозможувањето на економските слободи на луѓето, па тоа е најтешкото кршење човеково право. Затоа што му го попречуваш правото да твори. Да твори, да, па тоа е. Кршењето на тоа право. И односно должноста. Да. Ние како живи битија, како луѓе сме должни да твориме. Ама животните творат. Да. Мравките да. Собираат цело лето за да ја презимат зимата. Да. Девериците ги гледаме тука. Да. Видиме во двор. Собираат за да имат преку зимото што да јадат. Стив не земаат. Само да. трчат. Само трчат, збираат, само работат нешто. Работат нешто. И како и сега ние сакаме да лежиме. Нема лежење, мора да работиме. Човекот е тој кој е створен да го движи светот напред. Ако и ние сме останале кога не створил Господ како Адам и Ева во рајот, светот не би мрднал напред. Денеска не би имале оваа технологија која користиме. Не би виделе... Има племиња што останале во градината, во џунглата, останале таму и тие се уште таму. Тие ништо не направиле да го подвижат светот напред, да го разберат, да ја разберат суштината на животот. Затоа што се плашат да работат. Африка која има изворедни богатства. Е најсиромашна, имаме еден куп деца кои умираат од глад. Бараат да ги помага, очекуваат помош да им се даде. Најлошо е давањето на помош. А Македонија живее на туѓа помош веќе 70 години. Да. Еден податок, не зборам за грантовите кои ги примила државата.
и помошта. НВО-ата во Македонија има добиено 1.500.000.000 евра. Од 90 на... Да. Од 92 до пред 2 или 3 години овој податок. Го изнесе новинарот Тодор Пендаров. И тоа е извор на кој треба да му се верува. Сега, колку луѓе во Македонија не работат ништо, продаваат магла, прават некои си школи за ова, за обука за она, што нема врска со градењето на предприемачки менталитет. Менталитет за ослободување од комунистичките стеги. Тие НВО ги водат исклучиво левичари. И тие таму пропагираат, го трујат народот со левичарството, бидејќи тие се свесни ако се промени нешто ќе секнат парите. Вака добиваат пари затоа што се сметат дека Македонија има некоја власт кога ќе дојдат ВМРО на власт, таа е недемократска. И затоа треба да се подобри судскиот систем. Читам минати пред некој ден, УСАИД Бейли околу $40 милиона има дадено за унапредување на судскиот систем. Замина Грујо, ама судскиот систем не се промени. И сега за предприемашкиот дух. Предуслов за предприемаштвото е честноста. Број 1. Затоа што предприемаштвото зависи на меѓусебна доверба. Да. И затоа во мојата божична порака спомнав дека овие општества кои што станале успешни предприемашки општества, тоа се случило пред се како производ на комплетното надвладување на христијанскиот дух во населението. Затоа што и Римското царство било богато. И има многу сознанија дека многу технички напредоци веќе постоеле. Имало дизајни за мотори на вода, за парни мотори, за такви, за слични работи. Значи, она индустријска револуција можела да се случи 2000 години порано. Меѓутоа, не се случила затоа што во Римското царство превладувала работодателската економија. Затоа што не постоел моралното табу кон робството. Доаѓа христијанството кое што го прави робството неприфатливо, кое што го прави лажењето, крадењето, непристојноста меѓу луѓето неприфатливи. Сега, значи, тие односи во едно христијанско општество не може да постои општество на кодошење. Да. И тоа е она што суштински ја држи Македонија наназад. Зошто не може, ти прегеска спомна, не може ни да се помислува и не треба ниту да се помислува на некакви револуции, вооружени борби во Македонија. Затоа што треба конспиративност за такво нешто, треба доверба за такво нешто. А тоа не постои. Тоа е невозможно. Невозможно. Во такво обкружување кое го има во Македонија. Невозможно. Од истите причини не може да постои нити слободен пазар таму. Да. Затоа економијата страда. Затоа сите оние кои сакаат да помогнат мора да се вклучат во градење на промена на менталитетот на луѓето. Значи да го изградиме поединецот, за да можеме да изградиме општество. Така. Се гради темелот на куќата прво, а не се гради прво покривот. Темелот на секој општество е поединецот. И никој друг. Но тука ние не викаме дека секој човек треба атомистички да обстои и да не се грижи за неговото општество. Не. Тој мора да биде дел од општеството и тоа не е спорно.
Тој мора да работи за неговото општество, но не може доколку тој не е чесен, доколку не е исправен човек. Самата смена на менталитетот ќе ја гради таа свест, бидејќи ако ти сакаш твојот производ и твојот труд да биде платен, ќе мора да го платиш и на оној другиот, од кого си зел нешто, да му го платиш трудот. И крај. Се завршува. И тогаш судскиот систем, полицијата, не може да бидат центри кај што ќе биде корупцијата, беззаконието. Тие не може да обстојат, бидејќи не може да се најдат помеѓу нас двајца. Да. Тоа е. Ке ги изгладнеш до смрт. Да. Во ред, мислам дека ги покривме од прилика работите за кои што сакавме да зборуваме. Да повторам уште еднаш. Мислам дека спасот е во демократизањето на партиите и во обидот на сите интелектуалци, слободоумни интелектуалци, да помогнат во менувањето на менталитетот на македонците, на граѓаните на Македонија. Да го отврдлат комунистичкиот менталитет, менталитетот на учи да не работиш. Да. Него се завршил, колку дека кај нас помина луѓе со да работат со завршен колеж. Помина, да. И колку со завршени универзитети работат по ресторани без проблем. Да, малте не секој шанкер и секој келнер има универзитетска диплома. Но тие не чекаат дома седејќи да се вработат со дипломата која имаат. Не, тие работат. Се издржуваат сами, не се товар на никого, допринесуваат со плаќање на такси на државата, општеството да не мора да дели социјални помошти и да пропаѓа се подлабоко во задолжување за да ги покрие пензиите на пензионерите. Се ствара нов прилив на пари, бидејќи се големо вработувањето. И одвојувањето од тие нововработени ги плаќаат пензиските фондови. Да. Но таквиот менталитет не може да го издржи никаква економија. Дури еве веќе почнуваме да чувствуваме и овде во Северна Америка едно опаѓање на стандардот на живот поради наметнувањето на таа идеологија на учи школо да не работиш, на чиновништво, така да има еден забележителен пад на стандардот на животот, меѓутоа сепак животниот стандард овде е неспоредиво поголем, подобар. Не можеме да правиме според. Да, од кој што доаѓаме и повторно обстојува она човештвото се уште обстојува тука. Да. За оние кои што се заинтересирани, посебно за овие помладите кои што зборуваат англиски, читаат англиски, би ги препорачал видеата и лекциите на професорот Джордан Питерсон како еден прв чекор кон доаѓањето до некои од овие сознанија за самоградба. Па во некои од другите емисии би спомнал и некои други. Меѓутоа, Питерсон е добро место за почеток. Да. За разбирање на христијанските вредности, И он е многу едноставен во... Да. Неговата порака е многу едноставна. А за оние кои што не се толку среќни, кои што се жртви на комунизмот во смисла дека ви било одземена можноста да се образувате на страни јазици и со тоа ви бил одземен голем дел од светската литература. За вас ви преостанува да чекате она што ќе ви го понудиме ние.
тоа зависи од она колку ќе добиваме време и можности да продолжиме да твориме. Нашата должност, она која што си ја назначуваме на себе си, ни наложуваете да продолжиме со оваа дејност, така да некои од емисиите кои што ќе следат можеби ќе бидат повторно на таа слична тема, некои од моите преводи можеби ќе бидат на таа слична тема, меѓутоа сега главно она што ни е главен фокус е македонската историја и македонското прашање. Се надеваме дека тоа ќе го обработиме детално во наредните 12 до 18 месеци, па да можеме да почнеме и према други теми. Книгата која ќе биде врзана за она што го подготвуваш да го пишуваш, таа ќе објасни се скоро се и тука ќе заврши нашиот дел во таа книгата ќе биде еден сублимат на се. Да. Поред, значи, како што рековме, ова ќе биде тешка година за Македонија, меѓутоа тешкотијата е дел од животот и не треба да се плашиме од тешкотијата и од маката, туку треба да ги прифатиме како најосновен дел од животот, а тоа е предизвикот. Предизвикот е она што ни дозволува да раснеме, да се јачаме и да се оформуваме како луѓе, а понатаму да оформуваме силни и здрави општества. Тоа е нашата обврска кон нас самите, кон нашите предци, кон нашите потомци и кон оној кој што не создал. Па затоа ве повикуваме да ни се придружите во нашето патешествие, во нашата борба кон осознавање на вистината, затоа што вистината ќе ве ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Седов жена Марцелива, деј гидиде, се погоди болникава, деј гидиде. Ја заведов на докторот, деј гидиде. Доктор вика, фајде нема, деј гидиде. Ја заведов право дома, деј гидиде. Мрза има, фајде нема, деј гидиде. Па си седов едно дрво, деј гидиде. 10 удри, едно броји, деј гидиде. Тана жена си оздраве, деј гидиде. Мрза нема, фајде има, деј гидиде.